Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно ново издание на Нов ден. Се разбира дека и со ова издание на Нов ден ќе се потрудиме да ве релаксираме и во секој случај да ви понудиме нешто ново во вообичаените содржини. Надвор некако, иако календарски се уште зима, времето личи повеќе на пролет, што веројатно не збунува и не тера така да се опуштиме малку повеќе. Меѓутоа, советите на стручњаците се да не го правиме тоа, туку многу да внимаваме во овие денови, особено затоа што се уште трае сезоната на грипот, да не попуштаме, значи и да се грижиме за нашето здравје, пред се со добра исхрана и со многу витамини. Најнапред ќе започнеме со здравје на мени, како што е вообичаено нели во нашата емисија. Па ете да ве запрашам дали досега сте пробале шитаке печурки. Шитакето се со потекло од Јапонија. Позната е како храна на долговечноста, а уште ја нарекуваат и царска печурка. Денеска во здравје на мени рецепт со ова чудотворна печурка. А тој рецепт ќе ни го открие нашата нутриционистка Весна Пирузева. Да видиме. Добар ден, почитувани гледачи. Не можам да ја искажам мојата радост и моето нетрпение за денешната емисија, бидејќи сакам во оваа емисија да ви представам нешто ново. За некого можеби нема да е ново и веќе го има во својата исхрана и ги почувствувал бенефитите од нејзината употреба. За некои тоа можеби ќе биде нешто ново, а се работи за печурката шитаке. Шитаке печурката ја употребувале старите азиски народи уште многу одамна, не знаејќи тие секојдневно ја употребувале. Во било кое време од денот, за сите три видови на оброци. Но да одиме поред. Зошто јас денеска ви ја предлагам шитаке печурката, бидејќи таа е една прекрасен извор на протеини. Значи белковините се тука во есенцијална форма, потоа има железо и, што е најпосакувано, таја вашиот одбранбен систем, имунитетот ќе го покачи на толку високо ниво, што вие навистина можеби ќе ви звучи малку смешно, но ќе се заборавите да одите во посета на вашиот матичен лекар. Тоа што влијае на подобрување на вашиот имунитет од страна на шитаке печурката е тоа што таа во себе има еден фитонутриент, тоа е лентинанот. Тоа е со многу високо и антивирусно својство, односно го стимулира продуцирањето на интерферонот, субстанца која во нашиот организам има многу силно антивирусно дејство. Исто така го поттикнува и создавањето на Т-килер и Т-клетките, тоа се леукоцити, белите крвни зрнца кои се насекаде во нашето тело, а тие се оние што го градат нашиот одбранбен систем.
Исто така во шитаке печурката ги имаме диеталните влакна. Диеталните влакна се знае дека вашиот цревен систем го одржуваат и нормално ако имате вие добар метаболизам, како што рековме многу пати, имате многу добар одбранен систем. Јас денеска предлагам да видите во сите три форми, и во термичката обработка, и во свежа форма, како печурка, а и во сушена форма, како можете да ја употребувате. Рековме дека ограничување нема, можете да во секаков оброк, дали во појадок, дали за ручек, можете и за лесна вечера, значи шитаке печурката нема никакви ограничувања, само вие, ето, погледнете ја денешната емисија и почнете да ја употребувате. Како што рековме, имаме три рецепти. Едната е со термичка обработка, која ќе направиме рижото. За тоа ни треба шитаке печурката. Ето видите, ова шитаке печурка е свежа, туку што ни ја донесоа. Ова можете и така да ја јадете, навистина е многу вкусна, немате никаков специфичен мирис, нити вкус, но е многу мека и фина. Во овај рецепт ќе ја пропржиме. Да напоменам исто така дека можете вака, без миење, бидејќи секој потопување во водата пие од водата, така да ќе е само продолжена термичката обработка. Значи можете вака да ја јадете, а можете па сега, ако сакате, можете и малце да ја потопите во вода и толку кратко потопување и толку. Во овај рецепт имаме шитаке печурката, имаме главичка кроми, имаме грашак, потоа малку вода, оризот треба да биде интегрален и претходно сварен, за да и термичката обработка на шитаке печурката биде што помала. А од зачините ги имаме црниот бибер, куркумата, која прекрасно ќе се надополнува со шитаке печурката, маслиновото масло и соја сосот. Имате, можете да додадете и прстопат сол, но тоа не е битно, тоа се вашите, по ваша желба и ваш вкус. Другата рецепта ќе ни биде салата од шитаке печурката, исто така. Овдека е во термичка обработка, но овдека ќе биде како свежа, ќе ја насецкате. Тука имаме зелена салата, целер, корен од целер, потоа магдонос, цвекло, лимонов сок, маслиновото масло, соја сосот, сите тука зачини се во служба на истакнување на вкусот и на вредноста на шитаке печурката. Можете оригано, бидејќи ориганото исто така е во функција на забрзување на вашиот метаболизам, и прстопат сол. За третата варијанта, тоа е да видите како може шитаке печурката секојдневно. Јас зборувам дека вие, и навистина сум убедена дека ако ова ќе го направите, шитаке печурката во сушена форма барем ќе ја имате секојдневно, а многу лесно. Во чаша јогурт, половина чаша јогурт, не мора да биде многу, ќе ставате една кафена лажичка, без капа, да речеме, равна лажичка, кафена лажичка од сушената печурка, ќе ја ставите во јогуртот, ќе промешате и ќе оставите да набабри 15 минути е сосема доволно и ќе си ја изедете. Можете да комбинирате во секакви варијанти, можете дури и банана да ставите после или јаболко рендано, ако сакате во сладка форма, ако сакате во солена, во, па не знам, ето рендан целер, или така некаков зеленчук, или спанаќ можете да изблендирате тука. Битно е да сушената печурка ја јадете вака. Секој мој совет ви е навистина, од срце ви го давам тој совет, бидејќи јас секојдневно ја имам, секој ден да ја јадете барем оваа чаша јогурт. Јогуртот знаеме дека е добар со биокултурите, шитаке печурката уште подобра комбинација со јогуртот, лесно, временски не одзема, а секако ќе ве подмири во вашето здравје. Овдека почнуваме со во 1 сат ставаме масло, маслиновото масло го загреваме, потоа сечканиот кромит го ставаме да се пропржи.
Kratko što znači da dobije jedna staklesta boja, a potom gi dodavаме грашокот, сечканите печурки и полусварениот ориз. Потоа додаваме водата и кратко бинстаме. Од кога ќе кратко, значи некаде 15 до 20 минути максимално, бидејќи со термичката обработка да не ја едноставно мачиме печурката. Потоа ги ставаме зачините, црниот бибер, куркумата и соја сос по ваша желба. Салатата како ќе ја направиме? Салатата ја ставаме печурката, сечканата печурка, потоа додаваме сечканата зелена салата, доматот, целерот рендан, цвеклото рендано и сечкан магдонос, сечкан или рендан морков, тоа е по вашата желба. Зачинуваме со маслиновото масло, додаваме соја сос или прстова сол, тоа е по ваша желба и тоа е се за една убава салата. Ете, почитувани гледачи, моите 3 варијации за шитаке печурката се готови. Едното ви е термички обработена, другата ви е во салата во свежа форма и во прав, покисната во јогурт и малце од Стојана да набаври. Заборавив, а е многу битно, таа е во групата на оние најздравите печурки на светот, заедно со реиши, мајитаке и кордицепс, додека реишите целно се препорачува за карциномите на црниот дроб, а кордицепсот за нормализирање на шеќерот во крвта, шитакето има најширок спектар на своето дејствување, така да шитакето печурка дејствува оптимално на целокупното вашето здравје. Овај пат не ви предлагам никаков сок, бидејќи толку е доволно само шитаке печурката да ја пробате и се во ова да размислите што го кажавме во оваа емисија. Се надевам дека го поттикна вашето размислување. Ви благодарам и до следната емисија. Во денешнава емисија ќе ви презентираме слика од охридската сликарка Вера Торганска. Незиниот стил на сликање се карактеризира со една слободна изработка на мотивите во лесен импресионистички стил, каде доминира пейзажот како мотив. Иако е самог сликар, веќе си има свој препознатлив стил на изразување и незините слики се општо препознатливи. Со галеријата Букефал соработува уште од незиното отворање, а незините слики се изложени во галериите на Букефал, во Охрид и во Струга. Во оваа прилика благодарност до галеријата Букефал за соработката, која што ќе продолжи и понатаму, каде што ќе ви презентираме уште многу автори и нивни ликовни дела. Во фокусот на денешниот мотиватор кој што следува во минутите пред нас се децата.
Колку спортот е значаен за правилниот психофизички развој на најмладите во разговорот со нашиот соработник Јован Калански. Почитувани, добродојдовте во новото издание на емисијата Нов ден. Во оваа емисија ќе им обрнеме малку повеќе внимание на најмладите. Спортувањето веројатно е важно за секој еден од нас, меѓутоа особено е важно за децата. Зошто е толку важно да се спортува секојдневно, кои спортови може да се практикуваат и во што всушност им помагаат спортовите на младите деца, ќе ни објасни нашиот стручен соработник, кинезитерапевтот Јован Калановски. Јован, ајде да почнеме од основното. Зошто е толку важно младите деца да спортуваат? Значи, многу пати во претходните емисии спомнавме дека таа спортска активност, значи таа физичка активност на децата е многу важна за нивниот раст и развој воопшто како личности, како луѓе во иднина и слично. Многу е важно да се развива нивната мускулатура по еден правилен пат. Значи да растот на мускулатурата и коските да биде равномерен, проследен и тие да си пораснат и израснат толку колку што треба и во убава и правилна, во здрава форма. Спортските активности, односно спортовите што можат тие да ги практикуваат се на многу интересен и лесен начин за нив. Значи тие здраво да се пазат за своето тело. Дете како дете на 9-10 годишна возраст, сигурно тешко е да го натераш да води здрав и правилен начин на својот живот, но кога би го запишале на некаков спорт, што веќе доста ги има во градот, тоа би му станало хоби, би му станало на интересна навика, а воедно е многу здрава за неговиот развој. Така. Добро, ете, спортовите се креирани на таков начин, ете, можеби во исто време да третираат повеќе проблеми, да опфатат повеќе групи на мускули, всушност една целокупна вежба за младите деца. Што може, ете, да практикуваат и што опфаќаат со секој еден спорт младите деца? Во зависност од тоа кој спорт го практикуваат, значи имаме повеќе, значи се дава акцент на некоја одредена група на мускули, но во принцип во спортовите се тренираат скоро сите мускули. Иако тие спортови ги водат стручни лица, професионалци, веќе тие се свесни дека таа група која што во тој спорт е занемарена, ќе им ги надохнат со некакви видови на вежби. Тука значи имаме одбојка, имаме кошарка кои што се многу добри за раст и развој, за извишување, за третирање на таа мускулатура, а имаме и фудбал каде што веќе ги цврсто ги зацврстуваме мускулите, но за разлика од тоа во фудбалот многу важно е истегнувањето после тренинзите, каде што со тоа истегнување веќе севкупно ги третираме сите мускули кои што се занемарени во трчањето. Значи, во споредба каков спорт тренираме, имаме некој акцент на определена мускулна група и на определен проблем се предпазуваме на некој начин, но јас би кажал дека секој спорт кога се тренира би бил секако многу добар за телото. Така, добро, под предпоставка ете дека стручни лица ги водат и спортските екипи, значи каде што може децата да тренираат. Верувам дека постои некоја програма која што ги опфаќа сите вежби, сите видови на мускули и која што доколку се направи како што треба, нели ќе ги даде вистинските резултати. Меѓутоа, како би требало всушност ете по правило да изгледа таа програма? Значи од посебни видови на вежби до растегнување до сите работи кои што се потребни. Професионалците тоа секако им е секојдневие и многу добро го практикуваат. Несомнено, пред почетокот на еден тренинг мора мускулатурата добро се загрее за да е спремна да го издржи тој физички терет што се дава на детето додека е тренингот. Кога се тренира, значи дали е тоа 40 минути или тоа сат време, може и малку повеќе, во зависност од тренерот и од спортот на кој степен се тренира и слично. Мускулатурата многу се изморува и се оптеретува, затоа многу важно, значи многу пати сум напоменал на многу гостувања и емисии, дека после тие физички напори, многу важно е телото да се истегне. Значи таа мускулатура е истренирана, извежбана, да кажам малку здрвена, кочањата, многу е важно телото да се истегне, за таа мускулатура после да може да продолжи да функционира во нормален ред. Така, не е поентата само да се вежба, само да се тренира и само да се практикуваат некои спортови. Секако може да се јават и некои проблеми во текот на практикувањето на вежбите или можеби и подоцна. Кои проблеми се јавуваат и како може да се третираат?
најчесто се среќаваме со децата кои што спортуваат, кои што вежбаат, често се среќаваме со забрзан степен на вишење, побрзо растат, поразвиени се, но од една страна тоа е добро, од друга страна ако не ги практикуваат тие стегнувања, ако не го следат растот на телото правилно, се јавува еден проблем што често кај нас се познат како скратена мускулатура кај дечињата. Тој проблем некои го гледаат како мал проблем, но јас би кажал дека е доста сериозен проблем. Проблем затоа што скратената мускулатура сама по себе им прави проблеми на децата. Какви се тие проблеми? Тие растат и вишат, а скратената мускулатура од една страна ги тегне и ги не им дава доволно да извишат колку што, да кажам, би требало во нормални услови. Од друга страна, ќе почнат да се јавуваат болки, по принцип најчесто во нозете, во долниот дел, се јавуваат после секој напорен тренинг, ќе се јават болки во колената, во задниот дел на нозете и слично. Сето тоа се јавува заради неправилно вежбање, или па уште почесто се јавува заради воопшто невежбање и непрактикување спортски активности, но кога би вежбале, би се загревале, би се стегнувале, нема да имаме таков проблем. Така, за оние кои што за жал дечине веќе го имаат тој проблем, како понатака се постапува? Јас многу лесно би му дал на секој родител совет или на секој дете што веќе има скратена мускулатура. Тоа ако се фати да се третира, да кажеме, до 12-13 годишна возраст, да не е нешто понагоре, многу е едноставно и лесно се прават вежби за истегнување на телото. И јас тука во мојата студија мануелно ги истегнувам децата. Имаме многу добри резултати. Лесно е да се искоригира една скратена мускулатура до таа годишна возраст. Значи да не е повеќе од 14-15, затоа што веќе телото се оформува, веќе многу се потешко е тоа истегнување. Значи се прават вежби за истегнување, дали во домашни услови, дали кај професионалци и стручни лица. Не е тој проблемот, проблемот е што треба навреме да се изреагира, не да се запостави, да се заборави на него, затоа што во иднина, како што човекот расте, може да се јават многу поголеми проблеми од само тие болки во нозете и во колената. Така, добро, децата всушност додека растат, значи посетуваат и училиштето каде што го поминуваат најголемиот дел од своето време, значи покрај физичкиот имаат и психички напор. Како тука практикувањето на спортовите влијаете на некој начин растоварување на децата од сиот тој притисок? Зборувавме доста за тој психички терет што го имаат децата во денешно време, обседнати се со многу вон школски часови, значи секој веќе знаеме присуствуваат на разни приватни часови по математика, информатика, англиски, сите тие се добри часови, кажал. Се тоа со една цел подобро се образува и слично. Имаме психички терет, седиме пред компјутери, често се забораваме повеќе. Сето тоа е еден терет, еден тормоз врз психички дел од детето кој што треба да се релаксира, да се опушти. Во спротивно се повеќе ќе се јават проблеми, болки во грбот, ќе се јават болки во вратот, децата ќе се со тек на време може да се деформираат или слично. Спортот, би кажал, тие спортски активности, посетување 2-3 пати во неделата, дефинитивно драстично би го подобрило, значи, тој товар психички. Сите знаеме дека ние барем повозрастни што веќе сме тренирале, дека тие таму го наоѓаат својот одмор, ако значи веќе тренираме и се уморуваме. Тоа е дружење со деца, смеење, одмарање, дружење кои што тие за момент, за сат-два, забораваат на тие приватни часови, тестови, дополнителни работи и слично. И кажал дека од една страна колку што помагаме на мускулатурата, помагаме и на психичката релаксација кај децата. Ете не повторно во студиото на ТВМ. Како што знаете, време е за нашиот гости. Вечерва во Нов ден сме со Димитри Димитров, член на алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид. И со него ќе разговараме малку за планинарењето и за алпинизмот во нашиот град и во пошироко се разбира, и за неговите искуства, за тоа како можете да им се приклучите доколку сте заинтересирани и така натака. Се надевам дека ќе ви бидеме интересни, затоа ве поканувам да останете на нашата фреквенција, да не го менувате каналот.
Димитри, здраво, добре дојде во студиото на ТВМ. Фала на поканата. Ти благодарам тебе што ја прифати поканата да бидеш гостин и ете како што јас најавив пред малку, да им објасниме на нашите гледачи нешто повеќе за планинарењето, за алпинизмот, кој што постои активно во нашиот град. Меѓутоа, јас најпрво сакам да те представам. Ти си дипломиран информатичар, да. Така, кој што е член, како што кажав, на Алпинистичкиот клуб Патагонија. Исто така си член на спасителната служба при Црвениот крст од Охрид и си член на извршниот одбор на Асоциацијата на интернационални водичи во планина. Да. Така, што понатака во текот на нашиот разговор и ќе го објасниме, меѓутоа од сите овие членства твои и на некој начин обврски, така, јас би сакала да потенцирам она што мене на некој начин ме воодушеви. Тоа е твојата моментална работа во игротеката Колибри. Од Охрид. Што работи Димитри таму? Таму работам како аниматор со децата. Со дечиња? Пишуваме домашни, така. Многу интересно. Да. Мислам, во секој случај малце неочекувано. Меѓутоа, како дојде сега до ова работно место, Димитри? Случајно. Случајно? Имам желба да работам со деца, Так. се пријавив за работа, ме прифатија и едноставно... И што значи тоа, колку часа од твојот ден одзема ова работа со дечињата? Одземат од 10 сат од Савајле Така. до 4 попладне сум со нив. Да. Така, после тоа веќе си почваат родендените со моите колешки. Секој ден да. работиш? Единствено во сабота и недела не сум. Кога можеш да се посветиш на овие други? На себе, да. На себе и на овие други твои љубови, да ги наречеме. Да започнеме сега најпрво од онај зимски семинар за обука на алпинисти на Галичица. Се одржа од 24 до 26 јануари. Да. Така. Мене ме интересира сега конкретно да зборуваме за овој семинар, како помина, кој го организираше најпрво? Така, значи Овој семинар и што значи тој сега за алпинистите и за... Семинарот се одржа на падините на Галичица и ние како домакини од Охрид имавме можност да ги почестиме алпинистите од цела Македонија. Так. На него учество зедоа и луѓе што претходно имаат некакви искуства со алпинизмот, луѓе што за прв пат се среќаваат со дел од темите или воопшто со сите теми, значи кои што се офатени на семинарот, и инструкторите, предавачите кои што се ангажирани за тоа и за практичниот дел, качување на карпи со почетниците и со напредните. Ова беше во организација на Охридскиот алпинистички клуб? Да, ние го организиравме. Значи да, вие го организирате и ги поканувате и другите алпинистички клубови од Македонија. Ги има колку? Во Македонија се 5 алпинистички клуба. Така, во Охрид е еден? Моментално 6, да. Во Охрид е еден, значи алпинистички клуб Патагонија Охрид, алпинистички клуб Скала од Штип, алпинистичкиот клуб Плоча од Радовиш, алпинистичкиот клуб Матка од Скопје, алпинистички клуб Шричин мој од Скопје и алпинистички клуб АК8 исто од Скопје. Так, сите заедно, значи на овај, да речам, викенд семинарски, што би значил што? Подсетување? Подсетување, обновување на искуствата, знаењата на сите и нормално активно скачување на падините на Галичица. Овој пат на падините на Галичица. Да ги запознаеме со некој нов локалитет. Бидејќи беше викенд, спиевте горе, останавте... Како изгледа тоа сега? Вие каде се преспива? Ете, се ноќева. Под отворено небо или во некој затворен објект? Не, значи горе на Галичица имаме една куќарка, планинарски дом, спасителна станица. Кој што функционира? Која што функционираат за сите, значи од отворен карактер е, да речам. Ја користат повеќе луѓе, скијачи, планинари, алпинисти. Ние бевме таму во рамките на самиот објект
поставивме и шатори, бидејќи објектот нема да ги прими сите. Дел од учесниците спија во шатори. Активностите се одвиваа на некои си 1000 метри погоре од местото кај што сме ние. Така ете можеме да ги видиме и сликите од таму преовладува за наша несреќа лоши временски услови. Имавме нови количества на заврнат снег, магла, ветер, но сепак алпинизмот е таква активност која што се одвива и во најсуровите временски услови. Мора да бидете подготвени нели на се. Да. Во секој случај едно убаво одружење како што кажа за потсетување, обновување на знаењата. Што значи сега конкретно тоа потсетување, обновување на знаењата? Дали разговарате, дали се тоа некакви предавања или можеби повеќе физички? Тоа се класични предавања, значи опфатени се најразлични теми од делот на лавинска анализа, затоа што сепак е зимски семинар. Таа анализа ја правиме за да знаеме колку е тој предел опасен за качување и дали воопшто ќе качуваме. За конкретниот предел, значи. Да, или и за други, сепак да го научиме тоа требит. Наврските, падовите, изработката на биваци, престојот во планина, храната и така се, значи тоа што. Генерално се што треба да се знае. Да. Буквално за еден алпинист во зима да би способен да функционира безбедно. Така, ево беше еден успешен семинар, кажавме зимски, има и летни. А колку често се случуваат овие семинари? Мислам, има ли некоја агенда на случување или можеби ете кој како што ќе почувствува потреба да речеме од другите клубови па си ги поканува, тебе поканува вас? Тие се организираат во зависност од бројот на луѓе, пример почетници или напредни. Се организираат повеќе пати во текот на годината. И на нив истите опфаќаат различни целни групи, кои што спомнав, почетници и напредни. Во едните одат, значи, напредните, каде што веќе се качуваат, немаат веќе многу предавања теорија, си разменуваат сопствени лични искуства и качуваат различни насоки на различни локалитети, а додека на почетните се учат основни техники, опрема, се качуваат исто насоки, но не од таков карактер како со претходните. Так. Во секој случај убави искуства и за едните и за другите. Да. Овдека сега сакав малку да поразговараме за она што со новиот закон пред неколку години секој спорт доби своја федерација. Би сакала да ако може да ни објасниш малку за таа организациона мрежа конкретно. Значи, кажавме дека има во Македонија 5 алпинистички клубови. Така. Како се тие поврзани? Што значи федерацијата, Македонската алпинистичка федерација за вас, воопшто за вашата поврзаност? Така, во тој контекст. Моментално кој што спомнавте со новиот закон, секој спорт своја дејност. Во Охрид порано имавме планинарски клуб Магаро во кој што функционираше и алпинистички одсек секција. Така, што беше еден главен... Да, и подоцна со новиот закон требаше да се отцепи да си формираме нов, би рекол, клуб алпинистички, планинарскиот си остана под Магаро. Сега во делот за алпинистичка федерација, таа се грижи за програмата наша, за акциите кои што ќе се одвиваат, за финансирање, за одржување на локалитетите ширум држава, за тоа добивање на награди, имаме избор на алпинисти, алпинистичка наварска, алпинистка и така натаму. Тоа се активностите на федерацијата алпинистичка, планинарската се грижит за планинарите, за нивната обука и нивните акции, експедиции. Ке ги објасниме сега и токму тие поими. Значи федерацијата според твоето искуство досегашно функционира добро? Да. Нели нема некои проблеми, се е супер, се окей, се дружите максимално добро. Да ги објасниме малку поимите сега планинарење и алпинизам, затоа што како што кажам, и јас пред нашиот разговор мислев некако не дека е исто, меѓутоа дека е тоа се воедно, како што беше порано, меѓутоа во меѓувреме се случиле тие промени, да се стигне или на врвот, сега кај планинарите пример
Разликата е од тоа што планинарите се искачуваат на врвот по најпристапната патека. Најпристапната, најлесната можеби. Не, секој пат е таа најлесна. Так. Значи не мора да значи. Да, најпристапната, сега алпинистите се искачуваат по најстрмната, би рекол така, за нив највозбудлива или не знам како да кажам, значи така, да се искачат по можеби повеќе адреналин има во алпинизмот. Па не би рекол повеќе адреналин, повеќе работа и повеќе посветеност, концентрација, така се е офатено. Значи во секој случај во правењето на оваа разлика може да се каже дека повеќето од нас така можеме да се занимаваме со планинарење, а помалку со алпинизам затоа што бара веројатно некои други вештини. Па, може така да се дека срочи. сите може да се занимаваат и со планинарење и со алпинизам, само треба да сакаат да го прават тоа. Јас така волјата ќе е во спомнам прашање. подоцна. Такви беа и моите почетоци. Да, ќе разговараме за нив. Сега она што мене ме интересира, значи ја веројатно и гледачите можеби кои што ете ќе ги поттикнеме на некој начин да ви се приклучат. Како функционира? Значи сега ова клубот Патагонија, нели? Членството може секој да пристапи, да дојде да побара да биде член и како? Како сега оди тој процес? Јас сакам да станам член на вашиот клуб. Да, е отворен? Да, отворен е и функционира во рамките, би рекол, на Црвен крст Охрид и на спортскиот рекреативен центар Атина Бојаджи, затоа што таму ни е лоциран вештачкиот зид. И воедно и ние, а и клубот. Состаноците се од просториите на Црвениот крст. Сите оние заинтересирани членови што сакаат да станат кон вас, може да дојдете во Црвен крст или во салата. Секој ден сме во Атина Бојаджи од 15 часот па се до 17. Значи секогаш има некој секој да, работен освен ден? за викенди. Да. Викендот го користиме Викендот за одите во природа. Во природа. Да. Така на најдобриот можен начин. Значи сите заинтересирани може да ве побараат така во просториите на Црвен крст и во рекреативниот центар Вилјанини извори. Да. Сега откако ќе се случи тоа членство, мислам, се случува членството, јас имам интерес, што се случува, дали е потребна некоја обука? Така, или? значи по пристапувањето во клубот, ние практикуваме почетна планинарска обука. Пред се, сега некој ќе се запрашат зошто. Да. Затоа што на тој начин самиот човек, интересент, ќе може да види дали е стварно за планинарење или за алпинизам. Така, дали, после ќе се запознае со оние основни работи од планинарството, опрема, ориентација, картографија, движење и престој во планина, во летни и во зимски услови. За подоцна, доколку истиот сметат дека требит своето знаење да го надградит или сака да пробат да се занимаваат со алпинизам, пристапуваат кон наредна обука, која што опфаќаат веќе техники за качување, опрема, така, веќе се вежба на лична карпи. безбедност на карпа, што ако се случи пат, извлекување и така повреди. Така. Дали нема овде претпоставам возраст, ограничена возраст за пријавување, може од така? Сепак сега не може многу мали за да можеме да ги контролираме, но некои си ние преферираме на 14 години па нагоре. Да. Значи најмалиот можеби член на Патагонија е колку? 14? Не, немаме толку млади членови, имаме 5-16 години се најмладите. Па добро, можеби ете сега треба вака малку да промовираме и да ги мотивираме, се разбира. Кој ја спроведува сега ова алпинистичка обука? Значи, ме интересира колкава стручност и каква е потребна за еден нов член да се обучи. Значи и за планинарењето и за делот на алпинизмот кој што сака да оди понатаму. Немаме инструкторски кадар и затоа работиме под менторство на алпинистичкиот клуб Матка од Скопје. Така. Работиме по нивна програма и се придржуваме на нивните правила на обука. Што значи тоа дека доаѓа инструкторот таму? Не, туку дека вие го правите тоа, меѓутоа работиме, но сепак
како би рек, значи Понивни да. инструкции, нивна програма, значи Да. се прави тој Да. така алпинистички, курс или алпинистичка обука. Има ли интерес? Мислам, колку сте, како клуб, задоволни од интересот на Па интерес имат. пријавување на нови Само членови? би спомнал тука еден проблем дека младите знаеме ќе завршат средно образование и после се насочуваат во Скопје, кај што се сите факултети и кај нас не можеме да ги задржиме на еден начин. Младите, значи, ни бегаат во Скопје, Значи, во она што други вие ќе клубови. вие ги оспособувате всушност за да Да. понатака продолжат во некој друг алпинистички или така. Да. И сепак клуб за мило жал. ми е што е така, затоа што во тие градови има блиску спортски качувачки локалитети на кои што може далеку Учествуваат. поиќе да напредуваат од него во Охрид. И тоа ви е на еден начин жал и криво што така Не ни е криво. После ќе име тие ќе не водат во насоки и така. така. А добро, во секој случај се дружите после Да. на тие семинари или Да. акции кои што понатака ги правите. Добро, опремата? Опремата е Дали добро овде? Што е потребно сега за планинарење и за алпинизам? Така. Веројатно е иста или различна во одредени сегменти опремата. Каде ја набавувате? Дали е скапа? значи опремата е слична, единствено се разликуваат во делот на, како би рекол, кој ќе качиме некоја вертикала, оние технички средства за осигурување и технички средства за качување. Така. Другото и јаже користат и планинарите ако се движат низ оние глечери. Пристап, да. Да, или на некои гребени. Сега опремата ние ја набавуваме од околниве држави. Сега се отворија и кај нас нас? продавници. Имаме во Скопје, две имавме и во Охрид пред некое време. Ја набавуваме од Бугарија, истата коштаат многу, зависно од тоа со кој дел од, значи, алпинизмот сакате да се бавите, имаат повеќе гранки во алпинизмот, ако ние гледаме само Така, качување, но се многу, така. да не навлегуваме Да. таму е и така, секој ќе си процени дали ќе си биде само ќе качуваат во летни Да. или само во зимски или ќе качуваат и двете или Како и за сите спортови, во секој случај треба да се има добра опрема Треба. за така да може Да. што поуспешно да се оствари, нели? За нивна тоа што се безбедност да, пред се. за безбедност пред се. Меѓутоа за почеток за планинарење ни треба што добри кондори, за чевли почеток добри кондури, ранец и добра и волја. Добра волја, јакна може каква била, значи Так. пред се јас спомнам волјата кај секој ако јас така и почнав. Така. Волја имав и Волја имаше. Ајде, додека сме кај твоите почетоци, мислев за малку подоцна, меѓутоа, Так, имаше волја. Како се случи? Значи, сега Димитри да почне да се интересира, да се занимава со планинарење воопшто, со алпинизам. Како непосредно стигне до тука? пред да завршам факултет и самиот себе си анализирајќи се, сватив дека водам нездрав живот и така одлучив и да Нездрав живот во кој смисол? во Значи, секој смисол, излегување до доцна на вечер, Спиење до дружење со- доцна. до доцна, да, конзумирање на различен вид храна, така. автоматски тоа се одрази на мене, имав вишок килограми, Килограми. да, и така решив да направам некои промени драстични. И како сега дојде тука алпинизмот или планинарењето? Па- Зошто не беше фудбал, кошарка, нешто друго? Па, не знам, се сретнав така со Борис и со Антонија Додевски и Така. едноставно ги гледав како функционираат, дека се друже, дека им е интересно и на тој така решив и јас да се движам, да одам на планина. Така, едноставно тука се роди идејата, да? Да. И Ете. на тој начин почнав да бидам дел од овие два спортски клуба. Првенствено почна исто и ти како планинар, па понатака Да, значи првично исто се случуваше со обуките, значи те обучија за првен планинарската обука, потоа акции во Македонија, искачување така. на сите повисоки врвови
и потоа организиравме заеднички со луѓето со кои заедно ја завршив обуката акции надвор од границите на Македонија. Бевме на Вихрен, на Мусала, би издвоил Олимп, зимското искачување и кораб. Така. Тие две би ги издвоил затоа што до тогаш од Охрид и па дури и од Македонија беше мал бројот што се име искачено на тие врвови. Сепак на Олимп ние не се искачивме на самиот врв поради краткото време, да речам, на денот, Така. во зимско време и Така. лошите временски услови. Се качивме до некаде, ама сепак тоа искуство е Така, во секој случај е спектакуларно, веројатно, да се биде да. таму на тие, така, да се видат сите тие природни убавини, да се доживее, Сигурно. веројатно, она што вас ве прави среќни, ако можам така да кажам, бидејќи те се занимавате со планинарење и алпинизам. Колку години, Димитри? Па веќе 8 години, да. 8 години активно. Активно, да. Претходно се пронаоѓа в себе си на Така некој. се бараш. Да. Која е сега твојата сатисфакција од овој спорт? Дали е тоа адреналинот кој што те тера, да речеме, или освојувањето на некој врв? Или можеби самото учество на таа некоја акција? Па самото дружење со сите тие луѓе и со карпите и второ оној пошто алпинизмот нема надпревар. Надпреварот е со самите нас. Значи качуваме онолку колку што ние сме способни да качиме. Ако ја надминиме сопствената граница, то може да значи ти трагично по нашиот живот да заврши, но сепак затоа гледаме да се движиме во рамките на нашите граници. Можности, Тоа е да. она нешто што не терат повторно и пак и да се навраќаме, да го пренесуваме нашето знаење и искуства на помлади, Така. се со цел безбедности. Во нашиот разговор пред емисијата разговаравме за стравот од височина и од интересен моментот дека ти си се плашил, си го имал тој страв од височина, меѓутоа навистина се надмина со Па решив да се борам со тој страв, затоа што ако му дозволите на стравот да ве надвладе, тоа е лошо по нас самите. Јас така сметам, не мора да е точно. Так. И одлучив да почнам да се бавам со нешто, со некој спорт кај што е застапена височината. И порано се плашев, да, кога ќе одевме за попова шапка со моите родители, мене ми беше страв да гледам према тето. Да. Беше високо и ми беше страв да излезам на тераса на повисоки згради. Но сега се до тоа. Сега како се случи, ти се плашеше да погледнеш долу, така? Да. А кога отиде веќе на ете таа обука, можам да кажам, нели? Да. Требаше тука прв пат да се соочиш со качување или како? И да се соочиш конкретно со стравот? Првично таму да сватиме и да имаме доверба во опремата и во партнерот што е со нас. Инструкторите на таков начин ни се доближија, ни се представија на некој начин, ни представуваат што тие знаат, каква е опремата, колку е безбедна, ни презентираат и потоа ние сваќаме дека сето тоа е безбедно, дека Така, значи се работи за една доверба. Да. И кон инструкторите, и кон опремата и кон кога човек партнерите ќе го научи. подоцна, Да, ќе го научи нештото, сигурно дека се ослободува од тој стравот. Тоа е навистина интересно и можеби ете добар пример за сите оние кои што имаат страв од височина. Не мора да значи, по мене Кај тебе алпинизмот ми функционираше, помогна, кај други, да. Многу освоени височини во изминативе 8 години, помали, поголеми, повисоки, пониски. Кој ќе го споделиш со нас сега? Она што беше
во Австрија, Малтата, Да, така? да. Да зборуваме малку за тоа твое искуство. Што значи тоа сега за еден алпинист? Самото одење да. на тоа место и колку е тоа важно? Акција имаше цел да јас и Виктор Трпевски, како млади алпинисти, би рекол недоволно искусни во тој дел, да Така? може да качуваме на мраз. Имаме и малку и видео и слики, да, кои што ќе можат да ги видат нашите гледачи. Да, значи во Наистина Македонија интересно. ние имаме локалитети за качување на мраз, но тие не се со толкави размери и сепак има, али се лавински опасни во делот периоди во зимата. Така опасни за качување, нели? Да, и затоа одлучивме да одиме на таа акција во Австрија, Така. да напреднеме, да осознаеме нови работи, да качуваме во за нас нов локалитет, качуваме замрзнати мразеви и тежините на овие мразеви варираат зависно од дебелината, слојот на мразот, нивната експонираност и секако техничката тежина на самата насока. Овде се зборуваше за искачување на вертикални карпи до 350 метри. До 400 метри. До 400 метри. Качувавме на Малтата повеќе дена. 5 дена качувавме различни насоки. Така. Со различна тежина, почнувајќи од 100 метарски насоки па се до 400 метарски должини. Имавме можност и јас и Виктор на последниот ден да водиме делот од тие насоки. Претходно качувавме како втори, се со цел да се аклиматизираме, да се адаптираме, да се навикнеме на мразот на орудијата, затоа што не толку често работиме и качуваме на мраз. Во тие услови, да. Да. Каква е процедурата пред искачувањето? Она што сега и ти го кажа, значи како втори и како први. Кога одите на такво едно место, веројатно имате можност претходно да се запознаете со она што ќе треба да го искачете. Алпинистички водачи ние ги викаме, значи тоа се книги во кои што се исцртани сите оние потребни информации за да искачиме безбедно насоката што ние планираме да ја Значи за дотичната карпа, да речеме, или да? Во тој водич се исцртани и испишани сите насоки во тој регион каде што планирате да качувате, нивната должина, нивната техничка тежина и сите оние маркантни проблеми кои што може да се јават, пример камини, превиси, плочи и така натаму. И на тој начин ние се водиме. Сидришните точки се исто забележани, за да знаеме со колку јаже треба да качуваме, каде ни е пристапната патека, каде ни е остапната патека, и така треба да знаеме колку време ќе ни треба за да пристапиме до насоката, да ја искачиме, да ја остапиме и сето тоа е математика, би рекол. Многу нови поими за мене дури. Веројатно тука е многу битно и обезбедувањето. Да. Како се обезбедувате? Се обезбедуваме на повеќе начини. Значи, има насоки или вежбалишта што ги викаме, на кои што веќе претходно некој исклинчил некои насоки, значи тоа исклинчување. Насоки се патеки? Да, насоки по кои што ние качуваме. Сега тие насоки некој претходно ги искачил по прв пат, на нив поставил клинови или друга опрема, ги обезбедил за други да може да ги качуваат и потоа ние сите што сакаме качуваме. Тоа се вежбалишта. Сега има и друг начин со помош на хилти, значи бушиме во карпата клинови и на тој начин ние се обезбедуваме и тие се толку безбедни. Да, претходно го правите, значи пред да
Не, може да го правиме и за време, И за време на качување. на искачување, првенствена насока, затоа ја викаме така, првенствено искачување, значи дека ние први со партнерот или повеќе партнери да качуваме таа насока, поставуваме опрема. Сега ние може да си ја земиме таа опрема и треба во тој водич да наведиме пример доколку го правиме за тој локалитет, како е опремен, каква опрема треба да користат качувачите. Така. Да, за тие кога ќе Информација за другите кои што дојдат по вас, може интересно. Зошто ја нарековте оваа акција Bake Rolls 2013? Ја нарековме Bake Rolls затоа што за време на целото наше патешествие од Скопје до Австрија, до Малтата, единствено нешто кое што го конзумиравме за време на патувањето беше Bake Rolls. Зошто? Зошто? Затоа што едва чекавме да стигнеме на во локалитетот и не да можете нити да јадете. Да. А добро, кога сме веќе кај тема јадење пред акција, постои ли некој режим кој што треба да го правите или кој што можеби не треба, меѓутоа го правите во однос на исхрана? И јас би рекол во денешно време тоа е многу сложено, затоа што имаме секакви луѓе кои што се вегани, вегетаријанци, така натаму, да, ние учиме некој стандарден дел како треба тоа, значи не знам, кај нас пред се пресудно е доручекот и вечерата. Кај секој останатото време не можете да јадете. За време на турата да, се качувате. Конзумираме само онакви барчиња или некои енергетски гелчиња нешто, зависно кој што преферира. Да. Но за нас пресудни се вечерата и доручекот. Каква храна ќе јадиме зависно од тоа какви луѓе сме, вегетаријанци, вегани. Значи нема некои големи ограничувања, освен што веројатно треба да се запази квалитетот нели на исхраната. Добро, Доломити, Кортина Дампецо е исто така битна акција на која што учествуваше, не само поради тежината, туку и поради фактот дека беше прва после 30 години. Така, ако добро разбрав, или од да речем тој сериозен карактер? Да, значи од Охрид, Људмил и Љупчо Попстефанија се првите луѓе кои во 80-тите години заедно со други членови на таа експедиција учествувале на искачувањата во или се подготвувале да се искачат на Еверест, највисокиот врв кој што бил нивна цел. Имало и пред нас други, значи Антонио Додевски, Петар Бавчанџиев искачувале надвор од Македонија, но јас и Ангел сме едни од ретките исто што влегвиме во таа група на луѓе кои качуваат надвор од границите на Македонија, некои посериозни локалитети и насоки. Кажи ми, Димитри, овде како се финансирате, бидејќи зборуваш за одење на акции надвор од Македонија, значи дали Федерацијата, дали Патагонија, дали сам? Акцијата на Доломити беше покриена од страна на Алпинистичката федерација. Едноставно ние бевме наградени од страна на Федерацијата за нашата активност за време на изминатата година. И на тој начин ни беше овозможено сето тоа што сме го работеле во период на таа година да имаме можност да го крунисаме на некој начин. Што значеше? А другите акции самостојно. Ова акција конкретно за тебе, што значеше? Дали е исто важна како и сите други или имаш некое ново искуство? Има ново искуство затоа што за прв пат таму се почувствував како да сум на некоја друга планета. Да? Тоа е така затоа што Зошто? Толку многу луѓе на едно место по карпи, по не знам, по планини, по падини, трчаат, возат, точаат, качуваат, летаат со змаеви и едноставно се чувствувате како да сте во некој луна парк. А овдека, кај нас во Македонија, кога ќе име на некој локалитет, или сме сами, или сме сите алпинисти од Македонија на еден собир. Ние сме стотина луѓе на број. Сите се на се. Па
Така, можда и повеќе, не знам точна бројка, но ваму нештото е сосем поинак. Гледате дедо кај што својот внук го води во насока или внукот го води својот дедо во насока, значи ги гледате покрај вас 14 годишни деца како качуваат и се запознаваат со тој спорт. А овдека тоа е малку чудно, па дури ќе ве сметаат за луд, да. Да. Значи едно сосема ново искуство. Да. Веројатно посакуваш и кај нас да е така. Дај Боже. Дај Боже. Токму затоа сега, ете, одиме понатака, кај нас се одржа алпинистичката Балканијада во Демир Капија, поточно 24 до 27 октомври минатата година. Сега, кога зборуваме за Кортина, нели, и Демир Капија, така. Веројатно не може да се спореди, така за жал. Меѓутоа, ете, тоа беше Балканијада по прв пат. Да. По прв пат одржана, значи, во Македонија, на која што учествува 65 регистрирани алпинисти и 10 кои што не беа. Ова е она што јас информациите, бројките кои што јас успеав да ги најдам. Па како помина? Ете, како беше? Дали беше успешно? Како што спомнавте, секоја планина, своја тежина, своја убавина, исто и Демир Капија. Тоа е еден локалитет во близина на самиот град. Поточно оние тунели сега што се прават со новиот автопат за Грција. И ние качуваме над самите тунели. Ете, можеме да видиме колку страшно изгледа. Или не е, може би. Страшно. Па не е страшно, не е страшно, затоа што се качува не е страшно, да. И на ова Балканијада учествувал, како што спомнавте, за сите клубови од Македонија, но и од соседните држави, од Бугарија. Целта беше да се искачат што е можно повеќе и да се повторат што е можно повеќе, значи неповторени насоки или да се бројката, да се промовират Демир Капија како место за изведување на вакви активности. Нормално на тој начин промоција и на тој туризам, би рекол, на еден начин, па дури имаме и еден руски алпинист Александар Кленов, кој што си има изградена сопствена куќа во самиот град. Си живее со својата жена и деца таму. Зборуваме за Демир Капија. Зборуваме за Демир Капија, да, и тој е исто председател на таа унија на асоциации за качување. Руска, веројатно, или? Не, европска. Европска, така. И дојдене тука, работи ти тој туризам на некој начин, привлекли гости, качуваат. Значи тој всушност живее, работи овде, така во Демир Капија и сега на некој начин организира и други луѓе кои што и фактички работи како водиш и стигнахме до она. И своето искуство алпинистичко кое што е огромно го предава на качувачите од тој крај. Тие го предаваат на нас и така соработката. Така спонтано стигнавме, значи убаво поминува Балканијада, има шанси да се претвори во традиција. Да, веќе прерасви во традиција, Алпинистичка федерација застани во покровителство и истата ќе се реализираат секоја година. Одлично. И се надеваме се подобро и подобро со побројни учесници, нели? Па може би еден ден како она што го биде во Италија ќе се случи и па сигурно. Значи тако не наши луѓе, туристи ќе доаѓаат и бројот на посетители ќе е поголем. Сигурно. Така стигнавме и до спонтано. Да. До оној момент дека си член и на извршниот одбор на Асоциацијата на интернационални водичи на или во планина. Имаш исто така и други 7 колеги од Охрид, кои што се исто членови, значи и вкупно сте 8. Да. Сега да поразговараме малку за ова, што значи да си член на една ваква асоциација, што значи тоа конкретно ете за тебе, што ти дозволува да работиш? Пред сега ќе направам една споредба, тоа е исто како ХАСАП. Така, значи тоа е стандард кој што
ни гарантираат за храната. Овде ние гарантираме дека луѓето кои што ги водиме ние ја имаат истата услуга како она во другите европски држави каде што е застапен овој стандард. Кои што се членки на оваа асоциација. Да. Така, значи тоа е всушност и целта на асоциацијата, да постави стандарди така во сите земји и сите членови кои што се тука, значи да го нудат истиот квалитет на кого првенствено, на туристите? На туристите, на посетителите кои што доаѓаат, а ние треба да им го презентираме она што тие сакаат да го видат или ние сметаме дека треба да му го покажеме, а тие не знаат дека. Што значи, Димитри, конкретно сега ова? Значи ти си водич во планина, така? Како се стигнува до тебе? Како те наоѓаат туристите? Имаш ли некоја помош, ланец, некој кој што некако ќе ги доведе до тебе, како да речеме некои Во моментов самостојно, значи се бориме за тој дел. Затоа што соработката со туристичките агенции, со дел од институциите на локалната самоуправа се слаби. Можеби и ние сме криви, но сепак сметам дека не може да не најде толку лесно затоа што и ние самите не се промовираме. Не сме се промовирале доволно. Како може тоа да се промени на подобро, на позитивно? Значи убаво кажа и реално како што е дека тоа не функционира, а жално е да не функционира бидејќи ако веќе постојат такви водичи кои што нели се едуцирале и обучиле, а има луѓе, има и потенцијал природен, претпоставувам, кој што туристите доаѓаат и сакаат да го видат. Тоа е сега веќе една друга тема, да не навлегуваме, меѓутоа конкретно според тебе или според вас, ете, ве има 8 мина, што мислиш дека треба да се превземе за да се направи тој контакт и значи да профункционира, ете, да бидете подостапни за туристите? Дали треба тоа можеби преку ЛЕР да се оствари или сте пробале ли до сега некако на некој начин? Искрено не сме пробале. Значи на заеднички средби да им презентираме кои сме ние, што работиме исто и на туристичките агенции. Но сепак тие сметаат и си работат по свое затоа што во Македонија се уште не е донесен тој закон, тоа е во собраниска процедура за водичи во планина. Веќе во Македонија имаат закон за културни водачи, но немаат за Што треба да се обезбеди со тој закон за Па со тој закон туристичките агенции ќе се обврзат луѓето, планинските водичи да бидат дел од нивните тури кои што туристичката агенција ги продава на некој начин на туристите за движење по планина. Да. Ми се чини или сум во право дека е се поголем бројот на туристи конкретно кои што доаѓаат во нашата земја за токму таков еден спортско-рекреативен туризам? Во право сте. Прво, мене искрено чудно ми е како во Македонија да се развиваат секаков туризам, без разлика каков, а да не се развиваат планинскиот, затоа што во Македонија 70% територија во сите учебници по географија е запишано дека сме планинска земја. Можеме да живиме и без езеро, би рекол. Имаме планини, имаме клима, имаме се, имаме културно-историски споменици, имаме историја, имаме буквално се, па дури и проблеми со соседите, што за други туристи е интересно, тие го немат кај нив, ама може би од тоа да направиме туризам. Ова е досега навистина идеја која што не сум ја чула, меѓутоа може би си во право за некого е интересно, да. Што треба да се направи, како може да се воспостави контакт? Ете, повторно ќе те прашам, можеби сега ти ги поттикнуваш нашите гледачи така да почнат еден нов здрав живот, можеби нешто кое што им било тука некаде во главата, меѓутоа никогаш не почувствувале потреба, ете токму сега после оваа емисија можеби ќе дојдат и ќе посакаат. Така сега, значи ние да ве поттикнеме вас да направите нешто, значи за ваша афирмација, зборувам сега и за водичите, зборувам и за планинарењето и за алпинизмот, значи и за клубовите. Па треба да седнеме на една заедничка маса со
луѓето локалната самоуправа од Лер, Добро. на која што ние заеднички сметам дека имаме потенцијал да им помогнеме во оние пропагандни материјали на кои што ги презентираат на дел од саемите на кои што се представува Охрид како Така. град. Така. Во изработка на тие пропагандни материјали. Со тоа, нормално кога ќе одите на тие саеми, луѓето од туристичките агенции ќе препознаат квалитетот на изработените публикации, на можноста што ја име овдека што ја нуди градот, па не само градот и Македонија како држава и Да се оди ќе напред. почнеме да работаме. Добро, ова нека биде една добра идеја, ете еден апел доколку инволвираните да речам, ете конкретно во туризмот и Лер и сите други Да. ја гледаат оваа емисија. Меѓутоа, во секој случај ќе треба вие сами да Да. конкретно, значи да преземете мерки и навистина би било добро на корист на сите, значи на крајот на краиштата и на Да. агенцијата и на градот и на водичите и на туристите. Па добро е затоа што извините што Не. прекинав, затоа што Тоа е тоа. сметам дека покрај тоа што луѓето може да се занимаваат со планинарење и со алпинизам, можат и да заработуваат. Јас, Сигурно. пример, би бил среќен доколку, не знам сега ова ќе звучи смешно, не би одел некаде на работа, но би се занимавал со оваа професија и исклучиво професионално би се занимавал со водење на клиенти во планина, Така. да заработувам од таму, подоцна со тие средства јас да можам да одам настрана и да си качувам Така, и слично. или да прошеташ на други места, Да. некој тебе нели Да. можеби да те прошета. Не, воопшто не звучи смешно. Значи луѓето во текот на животот така треба да биде, си ја бираат својата професија на што најдобро умеат да го прават, нели? Иако ти си добар во различни, рековме, сфери. Особено ете со децата, што ме заинтригира. Конкретно за децата. Мислиш ли дека е мал интересот на децата, мал, условно речено, интересот на децата кои што се бават, ајде не со другите спортови, меѓутоа со планинарење и алпинизам? Сега деца кога зборуваме не мали, него ето, може Сметам средношколци. дека е мал и мене баш ми е мило што изминатиот викенд имав можност децата од Колибри и други деца заедно со Црвен крст како дел од Ето, тоа е екипата добро, за спасување на планина бевме на еден излет горе на Галичица. Децата се дружеа, се забавуваа, уживаа едноставно во природата, па дури дел од родителите кои што учествуваа на тој излет беа презадоволни, пресреќни, гледајќи своите деца како се дружат со планината на некој начин. Мене стварно ми е криво што некои родители се уште ги оттргнуваат децата да не се занимаваат со овие спортови, да не одат в планина и Можеби мислат ги дека се плашат, опасни, да. деме волкот ќе те изе, не знам, така што е смешно Волкот ќе според мене. Има мечки во планина, да има, но сепак тие си имет што мечките да не јадат и доаѓаат си да не имет јадат каде место. да си... Така. Во секој случај, значи ова што го заклучивме е дека треба да се промовира повеќе било кој спорт, конкретно и планинарењето и Да. алпинизмот, и можеби треба да се движите и во таа насока. Ние сме тука да ви помогнеме во секое Да. време, бидејќи стравате Ала- за нешто што е од корист за сите, нели? А нов ден тоа го промовира, значи промовира нови здрави навики за новиот век во кој што живееме. За крај, правиш авиончиња? Да. Како? Тоа е твое хоби? Мене ми е жал, не ни донесе ништо од тоа. Добро, во некоја Тоа е- следна прилика. Да. Тоа е моје хоби и од него и заработувам. Воедно изработувам мали авиони. Тоа е хоби кое што ми е предадено од страна на војко ми Драган Чубрич, новинар, ваш колега. Така. Тој ги изработуваше, јас кога бев мал за роден ден ми носеше такви и цел живот тоа си тлееше во мене за денес. Интересно. Да речам, јас го превземам тој занает од страна на војко ми, заедно со мојот брат ги изработуваме и ги продаваме на оние Кој деца што, да. што сакат да
Кажи ми, Димитри, каде може да се најдат тие авиончиња? Мислам, како може да се дојде до контактите за... Па имам јас вебсайт изработен од Така? Handmade Aero Models, Значи, да го рачно кажеме. изработени аеромодели.com и англиска и македонска верзија. Добро, на може YouTube, значи и на едниот и на другиот на јазик. YouTube исто има можност да видат ако напишат Handmade Aero Models летовите на тие авиони. Така. Тоа се начините на кои што се промовирам. За жал во Охрид немам однесено по продавниците за детски играчки и одзивот на луѓе фирми не е толку голем затоа што на некој начин овие производи не се толку ефтини како кинеските и заработката. Да, се на нив разбира е помала. квалитетот, да. Добро, во секој случај тоа е едно твое хоби, веројатно, кое што ти прија. Да. И па добро, ете, веб страната ја има. Нашите гледачи слушнувајќи пак ќе те најдат и на друг начин. Да. Доколку се заинтересирани во Црвен крстете или во салата, можеби. Да. Добро, дали сакаш да читаш? Сакам, но не многу искрено. Не многу и немаш многу време. Немам многу време. Во секој случај ја читаш одлично природата, карпите и сето она што е поврзано со тоа. А те прашав дали сакаш да читаш, затоа што сега следува нашата најава за урбаниот сонувач. Се однесува на местата кои ги спојуваат книгите, естетски прекрасниот интериер и топлата атмосфера, кои се сон на секој љубител на литературата. Па затоа оваа прошетка, која што ќе ја видите, е посветена токму на нив. Сега земете си топла шолја чај или кафе и со урбан сонувач обиколете ги најубавите библиотеки на светот. Димитри, ти благодарам што беше гостин во Новден. Ти посакувам успех и реализација на сите идни проекти и се разбира до некоја следна прилика. Јас ви благодарам вам на поканата и што ни овозможивте и ни дадовте простор да поразговараме малку за овие спортови кои што не толку често се застапени на нашите медиуми. Така, а треба. Ти благодарам многу. Хвала. Почитувани гледачи, останете со Урбаниот сонувач. Дали библиотеките може да бидат кул во ерата на iPad и Kindle? Да, и тоа многу повеќе од колку што мислите. Само треба да знаете каде да одите. Ви ги представуваме најинтересните места каде можете да уживате додека читате. Централната библиотека во Сиетл, Соединетите Американски држави. Библиотеката е изградена во модерен и софистициран стил, а важи за една од најпосетените места. За неа има дури и организирани тури за разгледување со водичи. Во првата година по отварањето, во 2004 година, библиотеката ја посетиле преку 2 милиони посетители, а турите се започнати во 2006 година. Библиотеката се наоѓа на листата на 150 омилени градби во Соединетите Американски држави. Во текот на годината, во неа се одржуваат различни изложби, презентации и други културни настани, а посетителите можат да навратат во кафулето и продавницата за сувенири. Библиотеката Тринити Коледж во Даблин, Ирска. Најстарата библиотека во Ирска е основана во 1592 година од кралицата Елизавета I. Освен импресивната надворешност, библиотеката ја има и најголемата просторија на светот, позната како долгата соба, во која се наоѓаат над 200.000 најстари книги во библиотеката. Еден од познатите ракописи е познатиот The Book of Kells, Turning Darkness into Light, која се состои од 4 илуминирани евангелија напишани на латински. Само овој пергамент, создаден околу 800 година, годишно привлекува 500.000 посетители. Во долгата соба се наоѓа и една од најстарите харфи во Ирска од 15 век, изработена од дабово дрво.
Таа има послужено и како модел за амблем на Ирска. Минатата година, кралицата Елизабета беше првиот монарх кој ја посети библиотеката од 1911 година. Гајзелова библиотека на Универзитетот Калифорнија во Сан Диего, Соединетите Американски држави. Именувана е по Теодор Гајзел и представува една од најмодерните библиотеки на светот. На прв поглед изгледа како вселенски брод. Архитектот Вилијам Переира, кој ја дизајнирал библиотеката во 1970 година, има учествувано во изградба на Космодром во Хјустон. Библиотеката на Технолошкиот универзитет во Делфт, Холандија. Изградена е во 1997 година и во неа има преку 862.000 книги, 16.000 претплатници на свој магазин и собствен музеј. Самата градба се наоѓа под земја, така што библиотеката не може да се види. Но тоа што ја прави интересна е покривот кој всушност е тревник со површина од 5500 метри квадратни. Александрина во Александрија, Египет. Ова е обновена верзија на древната кралска библиотека во Александрија, најголема и највлијателна во времето на античка Грција, која Александар Велики ја изградил пред 2300 години. Новата библиотека е изградена во 2002 година покрај бреговите на Медитеранот, по 10 годишно планирање, дизајнирање и градење. Во новиот склоп се наоѓаат и 4 музеи посветени на антиката, науката и ракописите, додека зградата делува како современа слика. Градската библиотека во Штутгарт, Германија. Мислењата за оваа контроверзна градба се поделени. Според некои таа е иновативна, додека според други не се вклопува во окружувањето. Без разлика на спротиставените мислења, станува збор за една од најинтересните градби во околината покрај музеот на Порше. Државната библиотека во Бишан, Сингапур. Сместена во центарот на Бишан, оваа надградувана библиотека се простира на 4000 квадратни метри. Таа е едноставна и софистицирана, додека нејзината градба потсетува на куќа на дрво. Разнобојните квадрати кои нанапред отскокнуваат символизираат книги кои стојат на полици, додека во интериерот тие квадрати всушност се приватни простории за читање. Ете, има навистина прекрасни места на овој свет. Со урбаниот сонувач и со најбавите библиотеки го завршуваме и ова издание на емисијата Нов ден. Се надевам дека ви беше убаво и забавно да бидете со нас. Ако беше така, направете го истото и идниот вторник, веднаш по дневникот на ТВМ, ќе се дружиме. До тогаш останете во убаво пријатно расположение и се разбира во добро здравје. А јас се одјавувам со благодарноста и поздравот до нашите драги пријатели од студиото Арс Нова и се разбирам до галеријата Букефал. Ви благодарам што не следевте, почитувани гледачи. Посакувам се најубаво.